годишно бар веднаш се среќаваме со доктор Бошко Илиев, маратонецот кој плива и покрај годините. Ова година на изборот на спортист на годината го видовме него, заедно со другите млади спортисти, и тој доби една убава награда, со која јавноста се подсетува дека тој понатаму останува единствениот маратонец кој го негува овој тип на спорт и покрај годините кои ги има. Без разлика на тоа, тој минатата 2018 година освоил најголем број на маратони, најмногу патувал, најмногу пливал. И има ли поголем повод од ова што реков за него, за да дојдеме да снимаме со него? Веројатно нема. Докторе, зошто ова 2018 година ти е најплодна во твојата кариера? Па да кажам, зошто не мислев дека и не планирав нормално дека ќе биде најплодна, така некако коцките се наредија, агендата така излезе, значи настаните се одредија, се зависи нели малку и од тоа како можам, како сум слободен од моите професионални обврски, како се распоредени маратоните за да можам да присуствувам на што повеќе од нив. И така некои, да кажам, малку и апетитите се зголемија за учество на што поголем број на маратони и таа некоја може фамозна бројка од 100, што може би ќе достигнам во наредните години. Сега за сега се 71 вкупно во мојата кариера. Ајде да видиме во 2018 година што имавме за пливање, колку вкупно беа и кои си тие признанија кои ти ги освои таму? Па вака се почна уште рано, во 2 јуни, на маратон во Албанија, Ксамил, тој втор пат го пливав, значи на едно Јонско море, прво море во ова година. Потоа продолжи еден убав, да се надевам че биде и традиција, еден јубилеј, меморијал за нашиот Димк Тангел Гаверот, пливавме со мој на Тиквешко езеро. А па продолжи после во јули месец во Босна и Херцеговина и во Хрватска, значи на Билечко езеро, на Јадранското море. Потоа го пливав Егејското море, соло маратон, Платамона, 8 км. Па наредната недела пливав Мавровско езеро, еден исто соло маратон на наше езеро, во склоп на она моја идеја да ги пливам сите акумулации во Македонија во наредните години. Потоа се појави после долги години на Охридскиот мал маратон, Горица Охрид. Па пливав во Бугарија 2 маратона, Пловдив и традиционално Варна. Па потоа пливав во Кањижа на река Тиса овој година, следниот викенд, сабота, и недела пливав во Белград на Сава. Па потоа следниот пак викенд во август на езеро Батлава во Косово, втор пат го пливам тој маратон и минатата година, едно прекрасно езеро. Одма наредниот ден во Санџак, исто Србија, на Газиводе езеро, значи исто еден убав маратон. Потоа дојде еден изненаден маратон заедно со фолклорната група, бев присутен во Анталија, и таму пливав еден соло маратон, едно ново море, еден нов континент, можам да кажам, прв пат, значи во Анталија, Средоземното море. И за на крај во септември, односно во октомври после, во септември едно ново езеро, Сребрно езеро во Србија, и на крај во касната есен во октомври во Грција пак еден во едни малку понеповолни услови, исто завршен маратон на Егејско море. Вкупно колку мориња, реки, бесички значи езера? вкупно од 16 маратони излезе на 5 мориња, Јонско, Јадранско, Црно море, Егејско море и рековме Средоземното море. Вкупно 7 езера, од кои што 3 во Македонија, Тиквешко, Охридско и Мавровско, 2 во Србија, Сребрно езеро и Газиводе, едно во Косово, Батлава и едно во Билече во Босна и Херцеговина, значи вкупно 7 езера и 2 реки, Сава и Тиса, и една акумулација во Бугарија, Пловдив. И не е само учесничко, туку ти освои медали на одредени твои маратони? Па да, јас овие традиционалните што ги добивам дипломи за учество, значи вкупно 16 дипломи за учество, плюс 3 благодарници посебни. Исто освоени 10 вкупно медали, од кои што 3 за успех,
2/3 места во моја категорија и 1/2 место во мојата категорија и 7 медаљи за учество. Значи, вкупно 10 медаљи и една мощна драга плакета од Маврово, од општина Маврово, како промоција на Мавровскиот маратон. Одлично. Знаеме дека имаш повеќе ентузијазам од сите пливачи во Кавадарци кои некои живееле. Дали и понатаму тој ентузијазам те држи? Па се уште добро се чувствувам, се уште имам апетити за пливањето, можам да кажам, се уште има некои незаокружени мои идеи пливачки. Се надевам дека здравјето добро ќе ме послужи и во наредните барем неколку години да се појавам пред се на нашите езера, тоа ми е цел, нели, испливување на сите наши природни и вечки акумулации, ми остана уште неколку, и на меѓународните маратони пред се по Балканот, па зошто не е малку и подалеку. Имам една исто идеја, може би најголема идеја, да спојам два континента, да пливам на Чанакале, да спојам Азија и Европа. Не е можеби толку тежок. Тоа не е можеби многу тежок маратон спортски, едно 4-5 километри преку сила, но е малку организационно доста тешко, треба лобирање, логистика, тоа е премин таму Дарданелите, има многу бродови, така да мислам дека малку потешко ќе одидам, ќе се потрудам да најдам контакти да го направиме сето тоа. И сакам сега да ве прашам уште нешто. Многу проблеми имаш околу обезбедувањето на средства, таа логистика која постојано ти треба и ти понекогаш изервиран, незадоволен од третманот кој го имаш во општина Кавадарци, се решаваш од својот джеб да изведеш пари и да одиш на маратон. Кажи ми, дали нешто е сменето во тој дел? Па добро, сега не можам да кажам дека се е баш на мои плечи, нели? Помагаат луѓето, помагаат и некои... Да, добивам и некоја подршка од Кавадарци, и од Неготино, и од сега од Градско, и од Росово, некои од општините, мислам, и од некои стопанственици, мои пријатели драги што го разбираат сето ова. Тешко оди, затоа што само ова година бев во 8 држави, значи Турција, Грција, Бугарија, Бугарија, Албанија, Македонија, Косово, Србија, Босна и Хрватска. Тоа се 8 плюс Македонија, 9 држави, поминав негде 11-12 километра. Не кажав дека вкупно на маратони испливав 72 километра, а со тренизи на нашето Тиквешко езеро, заедно со маратоните, 191 километар. Тоа се напори што изискуваат, нели, средства и трчање и така да. Тешко оди, но јас сум упорен човек и многу го сакам ова и мислам да го терам уште. Неизбежно е на крајот од овој муабет да те прашам за оваа година што планираш? Па вака има една интересна идеја што сакаме и вие да запознаете. Има една идеја да се формира пливачки клуб или клуб на спортови на вода со некои ентузијасти од Кавадарци. Ќе се потрудиме да го направиме тоа, се со цел програмски да влеземе во програмата на спортот на општина Кавадарци, да можеме малку подобро да ги добиваме тие средства, и да нешто биде позначено, да не бидам само јас присутен на медиумските простори и на спортските терени, води, како да кажам. Значи, се потрудиме да направиме еден клуб. Јас веќе почнав српската агенда веќе излезе за српските маратони. Планирам неколку маратони. Од нашите езера, тука во Македонија го планирам Преспанското езеро, од природите тоа ми остана. Преспанското езеро, планирам нешто и во Источна Македонија, мислам, езеро во Доча. Рековме, ако ми се оствари желбата за спојување два континента, имам неколку српски, нормално, имам неколку... Тиквешко, ќе се обидеме да го повториме и да го направиме уште подобар и да стане традиција, да вклучиме малку и повеќе учесници, ова година бевме само двајца. Значи, сакам, пливањето, пак ќе кажам, многу пати ги сум го рекол тоа, пливањето да заживее во овој град, да добие една традиција и после мене, јас нели се ближам кон тие спортски пензионерски денови, еден ден ќе дојде и тој ден кога ќе прекине ова сето. Сакам да оставам една традиција, сакам да заокружам некои работи и да пливањето, пак ќе кажам, го добие своето заслужено место како спорт во овој град.
Мислам дека ќе имаш поддршка и од раководството актуелно на локална самоуправа, бидејќи таму до прва ќе се инвестираат многу пари во затворање на базенот и ладуно слушам дека ќе се гради, сето тоа е поврзано со вода. Што значи дека локалната власт сега полага на тој дел и мислам дека и овие помладите генерации на ученици ќе сака да ги научи да пливаат, а тука во Па се надевам, се нашол најмногу. да, јас се надевам, многу ми е пријатно кога луѓето ме прашуваат и за пливачки школи, јас се дадам свој допринес колку што можам и во моите Твоето знаење треба да биде предадено. нормално, тоа е на секој добронамерен човек е да ги предаде своите искуства и своите успеси и своите традиционални нешта што ги прави и на своето поколение и на поколението во градот и во државата. И јас сакам да отворам и пливачка школа, во која што јас ќе бидам некој учесник, потоа ќе ја продолжат младите ќе ја продолжат и да стане една традиција, Каваци да добие пливање, тоа го заслужува како спортски град и се надевам дека во догледно време ќе имаме и затворен базен, а зошто да не го користиме повеќе отворениот базен, така да мислам дека ќе има едни подобри времења за пливањето. Дај Боже. Доктор Илија, благодарам. Ви благодарам на вашето внимание и секој сум тука за сите интереси во врска со спортот и со спортска медицина да бидам присутен.